Одлуката за субвенционирање на нови бракови кога барем еден од младите е на возраст над 40 години, по повеќе од една година кога е на сила, во праксата не профункционира. Имено, иако општина Кочани со цел да ги стимулира повозрастните ергени и моми да стапат во брачна заедница, предвиди исплата од 500 евра еднократна помош. Во 2015 година не се пријавил никој да ја користи оваа финансиска подршка. Оваа субвенција продолжува и понатаму да биде. Имаме посебен правилник изработено и јас упатувам апел и сега, оние кои што се над 40 години, било машки, било женски, да им кажеме дека општината има посебна програма која што доделува средства како субвенција од буџетот на општината за тие, да ги речеме, млади брачни парови, од кои што едниот е над 40 години. Меѓутоа прв брачен пар. Има посебен правилник кој што можете да го видите како се. Почетниот неуспех на мерката наметнува неколку дилеми околу причините за слабиот интерес. Дали во прашање релативно малиот износ на субвенцијата од 500 евра по брак или пак тие што малку повозрастни запливале во брачните води, едноставно се срама да ја користат таквата можност. Од друга страна, токму предлагачот на мерката, советникот Лазар Митев, кој доаѓа од населбата Оризари, е сведок дека токму таму бројот на стари ергени и моми е алармантно зголемен. Освен тоа, веројатно ќе биде потребно да се направи покомплексна анализа на овој специјален проблем на младите, да се слушнат нивните размислувања за причините и последиците, па дури тогаш да се гради стратегија за решавање на истиот.